Северна Македонија на чекор до НАТО. Франција ја заврши ратификацијата на НАТО протоколот. Последна Шпанија. Членството во НАТО не може да биде замена за припадност во европското семејство. Виша подпредседателка за Европа од Центарот за стратегиски меѓународни студии се осврнува по недобивањето датум за почеток на преговори со ЕУ. САД продолжуваат јавните сосплушувања за импичментот на Трамп. Денес Дейвид Холмс, дипломат од Американската амбасада во Киев, што и дали слушнал нешто, ќе каже на жешкото столче во Конгресот. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. По вчерашниот ден сведочења во постапката за импичмент на претседателот Трамп во представничкиот дом, законодавците денеска ќе вкрстат прашања кон Фиона Хил, поранешна експертка за Русија од Советот за национална безбедност. Денеска сведочи Дейвид Холмс, дипломат од кариера кој служеше како политички советник во Американската амбасада во Киев и кој на распитот зад затворени врати претходно изјави дека го слушнал телефонскиот разговор на претседателот Трамп, кој побарал од американскиот амбасадор во ЕУ Гордон Сондланд да го праша украинскиот претседател Зеленски дали ќе отвори истрага против Бајден. Трамп ги негира обвинувањата. Постапката за импичмент на претседателот е доминантна тема во Вашингтон, но и прва тема на синокешната дебата во Атланта на демократските претседателски кандидати за изборите 2020. Доминира надворешната политика и климатските промени во фокусот на дебатата. Северна Македонија и НАТО. Франција ја заврши ратификацијата на НАТО протоколот. Последна е Шпанија. Владимир Мирчевски за последниот чекор до полноправно членство во Алијансата. Франција го ратификуваше протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. Документот денеска го поддржа мнозинството во Француското национално собрание. Тоа значи дека за 9 месеци вкупно 28 од 29 земји членки на Алијансата ја завршија постапката за прием на земјава во НАТО. Денеска сме буквално на еден чекор до полноправното членство во НАТО, откако собранието национално на Франција го ратификуваше протоколот за наше пристапување кон НАТО. Дебатата беше интересна, почна денеска са бајле во 9, со нетрпение ја следевме. Меѓутоа, ова покажа дека навистина процесот на ратификација оди брзо и дека како држава имавме право, или со право бевме амбициозни и покажавме дека ова членство го заслуживме и го одработивме. Она што останува, се разбира, е да се заврши процесот само во Шпанија. Шетилинска вели дека ситуацијата во Шпанија ќе биде појасна на почетокот на декември, кога парламентот во Мадрид треба да ја одржи конститутивната седница. Токму во тој период, шефовите на држави и влади на земјите членки ќе бидат во Лондон на НАТО самитот, од кој Македонија очекува порака дека наскоро ќе стане 30-та држава дел од Алијансата. На вчерашниот министерски состанок во Брисел, најмоќната членка на НАТО прати јасен сигнал. Security for our people means welcoming North Macedonia. Безбедноста за нашите граѓани значи и прифаќање на Северна Македонија. Имав шанса да одам таму минатиот месец. Како 30-та членка на НАТО, Сенатот на САД на 22 октомври го ратификуваше пристапниот протокол за Северна Македонија и очекуваме таа официјално да и се приклучи на Алијансата. Очекувањата се дека до почетокот на февруари Шпанија ќе ја заврши процедурата. Потоа Македонското собрание како последно во низата би можело да го ратификува протоколот за пристапување во Алијансата пред 11 февруари, кога парламентот, како што најави спикерот Џафери, ќе биде распуштен поради априлските предвремени избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Вишата подпредседателка за Европа од Центарот за стратегиски меѓународни студии во интервју за Гласот на Америка се осврнува на ситуацијата во Македонија по недобивањето датум за почеток на преговори со ЕУ. Европската комисија има целосна поддршка за процесот на проширување и отварање преговори со Северна Македонија, сублимира вишата подпредседателка за Европа од Центарот за стратегиски меѓународни студии Хедер Конли. Признава, несогласувањата на релација Париз-Брисел се видливи. Француската перспектива во моментов е ЕУ перспектива и има несогласувања меѓу Париз и Брисел околу тоа прашање. Нејасна е политиката на Европската унија. За пораката од Европската унија до другите земји во Балканот, кои се гледаат себе си во слична позиција како Северна Македонија и Албанија, кои не добија датум за почеток на преговори,
За Конли пораката е разочарувачка. If you do hard things, the reward will not be there. Ако решавате тешки предизвици, нема да има награда. Нема да следи охрабрување. Затоа целиот регион прашува која е политиката на Европската унија кон него. Француската влада никогаш не била фаворит на проширувањето на ЕУ, вели оваа аналитичарка од Вашингтон. Според неа, председателот Макрон од преземањето на функцијата е јасен дека сака реформирање на Унијата и натаму се големи разликите меѓу Париз и Берлин или Париз и Брисел од друга страна, за тоа како да се изведат реформите. Now, the good news for North Macedonia. Добра вест за Северна Македонија е што промената на името ги отвори вратите на НАТО. Тоа ќе ја зголеми безбедноста на земјата. Но НАТО не може да биде замена за членството во Европската унија. Се надевам дека ова е пауза и од Европската унија ќе го рестартира процесот на проширување. За одржувањето воредни парламентарни избори во април во Северна Македонија, како реакција од недобивањето датум од ЕУ и политичките калкулации на премиерот Заев, Конли вели. My sense is he feels he needs to go back to the people. Сметам дека чувствува дека сака повторно да побара поддршка од народот по неуспешниот обид за почеток на преговори со Европската унија и да праша дали ја поддржувате мојата визија за еднината на земјата или сакате друга визија. Ризикува, но сака појаснување каде да се движи земјата. Предизвикот на надворешната политика на САД од секогаш се подпираше на продолжување на процесот на проширувањето на Европската унија, но сега тоа е доведено во прашање. The Western Balkans is now higher on the US foreign policy agenda. Западниот Балкан сега е високо на агендата на надворешната политика на САД. Тоа се гледа со креирањето на позицијата специјален представник за Балканот Метју Палмер. Администрацијата на Трамп назначи специјален председателски пратеник за Србија и Косово, амбасадорот на САД во Германија Ричард Гренел. Тоа зборува дека има свесност за поголем фокус и внимание кон регионот. Ньюсфлешот го завршуваме во африканските сиромашни квартови, каде на боксерските клубови се гледа како на добра алтернатива многу млади да не бидат на улица, но и места за ослободување енергија. Една жена во Уганда можеби отворила врата за голема промена. Халима Атумани, известува од Кампала. Хелен Балеке една вечер одела низ населбата во Кампала кога некој пришол и почнал да ја допира. Не сакав да ме допираат момчињата. Знаев дека тоа води до бременост и ХИВ. Пробав да се борам, но тој беше посилен. Балеке се вратила дома со раскрвавен нос. Не и кажала на мајка си за нападот, но решила нешто да стори за тоа. Рано наутро се искрадувала од дома да тренира бокс. Ја пречекав еден ден и ја прашав што прави. Рече, нокаутирав девојка. Не можев да верувам. Но Балеке продолжила да тренира и не само тоа, почнала да победува на надпревари. Во август на Африканските игри во Рабат, Мароко, таа освоила бронзен медал, станувајќи прва боксерка во Уганда која освоила медал последни во 18 години. Балеке сега обучува и други жени. Фризерката Морина Джамбо е една од нив. Гледам многу девојки кои пијат, забременуваат, некои добиваат ХИВ. Не може да се грижат ниту за детето, ниту за себе. За мене тоа е тажно. Во Кампала живеат 20.000 луѓе во сиромаштија. Жените често сте жртви на криминал. Тренерот во локалниот боксерски клуб Рино вели дека се повеќе млади жени доаѓаат да тренираат. Повеќето доаѓаат мотивирани од одмаста. Се обидувам да им објаснам дека боксот е спорт и е добар за здравје. Но боксот е и добар бизнис. Ако имате среќа, може доста да заработите. За да им помогне на жените да останат со боксот и брзо да заработат пари, Балеке организирала работилница за кроење. Со игла или со тупаница, за Балеке е важно младите жени во овој сиромашен дел на Уганда да сватат дека имаат моќ да си го променат животот на подобро. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме утре.